Министерот за странски инвестиции Веле Самак. Добро вечер, министре. Кажете ми, зошто беше потребен овој отчет? Добро вечер и поздрав до гледачите. Видите вака, кога партиите влегуваат во една изборна кампања, секогаш има ветувања, програми, некои матрици и некогаш имало навика да се седни на власт и да се заборават тие ветувања. Во овој случај ВМРО-ДПМН воведе на пракса да прави програма и кога се дојде на власт се работи по таа програма. Кога сме веќе 7 години на власт, редно време беше да се користи една пракса од деловниот свет, да се покажат кои биле целите, кои биле таргетите пред да се дојде на власт и да се покаже што е сработеното. Значи да види народот дека кога се даде збор на избор, тој избор има тежина. Во овој случај се работи за едно 260 страни од отчет во овие неколку години, во кој се листани сите тие проекти што било ветено, остварено, не ветено сепак остварено или работи кои биле ветени, а од некакви причини не биле остварени, така да народот сам ќе знае. А од економскиот аспект пак по-конкретно можам да потенцирам дека во време на две последователни економски кризи, македонската економија има завидни перформанси за цела Европа. Само во 2013 година имаме раст на бруто домашниот продукт од 3,1%, имаме стабилна економија, имаме постојан прилив на странски инвестиции, имаме секоја година еден топ 10 најдобар реформатор рангирање од различни светски институции. Значи не е само нашиот збор и отчет, во овој случај и меѓународното мислење, кој ги дава своите ефекти и резултатите кои народот може да ги види. Кажете ми колку директни странски инвестиции се влезени во земјава и колкав број на нови работни места се отворени? Вака, ако направиме споредба од почетокот на владењето на ВМРО-ДПМН, од 2006 година влезени се 1,8 милиарди евра нето странски инвестиции. Само во минатата година, во 2013 година, имаме нето прилив од 251 милион евра странски инвестиции и се повеќе имаме грото нови гринфилд инвестиции, значи нови капацитети и нови извозни фабрики. И во овој случај нето се исто така отворени над 100.000 нови работни места, али кога земеме во предвид само странските инвестиции, тука се над 15.000 нови работни места кои се отворени од овие странски инвестиции, а само од некои проекти јас каде што имам директно работено како Джонсон Мети, Кромберг и Шубер, Дрекселмајер, Ванхул, Маркади и така натаму, тоа се околу 10.000 нови работни места. Значи, она што едно време изгледаше како работа која не се гледа, денеска се повеќе се видливи тие резултати за многу мина во Македонија. Така, кажете ми колку од постоечките странски инвестиции го зголемија својот капитал во државата? Она што веќе видливо е дека Джонсон Мети отвори втор погон, Джонсон Контролс како компанија има втора фабрика отворено. Джонсон Мети исто така е прва македонска компанија со извоз од над 1 милиарда евра. Знаеме денес дека Ванхул активно планира за зголемување на тој постоечки капацитет и тоа се тие некои првични информации кои ги имаме за проширување на капацитетите, инаку и Дрекселмајер и Кромберг и Шубер има кажано дека првичниот број на новоотворени работни места планира да го зголемат за минимум 500 вработени по фирма, бидејќи гледаат зголемена побарувачка. Премиерот Груевски вчера најави дека веќе има најави од нови странски инвеститори. Ке може ли да ни откриете во кои сектори или можеби компаниите? Значи, она што е подобро денес за разлика од пред 2 години е што интересот кај странските инвеститори е во многу поширок број на сектори. Пред се секогаш автомобилската индустрија, затоа што имаме доста направено пробивање во таа индустрија. Гледам интерес во земјоделието се почесто и во последно време потврдени имаме инвестиции во секторот на аутсорсинг, тоест информатичка технологија, кол центри и други сервисни услуги за надвор. А се разбира и некој вид на во последни денови исто така имавме информации за малце потешка индустрија, за електроника, исто така и за пластични продукти. Ви благодарам многу. Тоа беше министерот за странски инвестиции Веле Самак.